Добро вечер, јас сум Васко Ивтов, емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Тема за вечерва интервју со Митко Чавков, поранешниот министар за внатрешни работи, сега директор на Бирото за јавна безбедност, и Муса Ламарави, представникот на албанската дијаспора во Република Македонија. Што не очекува наредниот период? Дали ако биде формирана влада помеѓу ВМРО и ДУИ, тоа ќе го знаете, почитувани гледачи, бидејќи емисијата оди недела вечер, кој веќе ќе се знае дали ВМРО и ДУИ ќе може да формираат македонската влада, дали можеме да очекуваме одредени протести и кој би стоел позади тие протести. Очекувате протести после формирање на владата, без разлика кој ќе ја формира и дали ќе биде формирана? Па, гледајќи ги од поширок контекст околности во општеството, тоа не се исклучува како можност. Се разбира дека сите опции се отворени. Практично и во тој контекст не ги исклучувам и евентуалните протести. Дали ни престојно драматично конфронтирање на две доминантни политички структури во рамки на Република Македонија или битка на политичките титани за преживување на македонската политичка сцена? Изненади ли СЈО со тоа што се откажа од случајот Пуч, бидејќи целата политичка криза во наводници почнува со на пресконференција на Груевски? Сега ќе помина скоро 2 години од таа пресконференција на Груевски, кај што објави дека е уценуван од Зоран Заев и така се отвора случајот Пуч. Некаде пред 2 недели специјалното јавно обвинителство, Катица Јанева, се откажа од водење на тој случај со Пуч, сметајќи дека преку овие два други случаи Таргет и Тврдина дошле до одредени сознања кои му кажуваат дека случајот Пуч всушност е безвреден случај и не се потпира на реални факти и докази. Не ме изненади воопшто таа постапка или тоа повлекување на обвинението, од причина што многу јасна им беше нивната теорија на случај која што ја граде од почетокот уште од со иницирањето на предметот Тврдина. Ако се сеќавате и граѓаните на Република Македонија сигурно ќе се сетат дека тогаш првата постапка или првото дејствие беше ослободување од притвор на Верушевски и на останатите кои што беа дел од групата опфатени со Пуч, а во исто време со Тврдина имаа дадено предлози за ставање во притвор на лица кои што беа веројатно по нивната теорија на случај оние кои што треба да бидат третирани понатаму. Така да ако се гледа така во една поврзаност или ако се гледа аналитички ова претходно дејствие што го спомнав сега, ослободување од притвор и ставање и предлог за притвор за други субјекти, сега за мене е сосема јасно оваа постапка сега во контекст на нивната теорија на случај. Така да, за жал, морам да потенцирам уште еден момент кој што е многу важен за јавноста, за граѓаните на Република Македонија. Не постои пракса во Република Македонија на такви случаи, сложени и сериозни случаи, обвинител да се повлече од обвинение. Не постои. Добро. Од сегашна временска дистанца, кого требаше СЈО да покрие? Верушевски, Заев или странски амбасади? Односно амбасадори? Би било наивно да сметаме дека требале да го покријат само Заев или не знам Верушевски. Мислам дека требало да покријат многу покрупни играчи, многу покрупни играчи. Јас ги знам околностите на случајот, да кажеме, Пуч, така да во текстум и со информациите и со доказите кои се приберени во рамките на предистражната и истражната постапка, така да прво не се исклучува, не само што не се исклучува, факт е дека сака да ги покрие нив, бидејќи развива сосема различна теорија на случај од таа што беше во основата на случајот Пуч. И тука нема дилеми. Меѓутоа, ако се присетиме на информациите, дел од тие информации беа излезени во јавноста, дека се манипулираше со представници на држави во Република Македонија, со субјекти странски и така натаму. Значи, факт е дека не само инволвираните во Пуч, веројатно поширока димензија имало тоа. Господин Чавков, не мора имиња, не мора држави, не мора воопште некои иницијали да дадам. Меѓутоа, како човек кој е веќе 20 години, повеќе од 20 години полиција, има ли елементи на мешаност на странски држави во случајот со Пуч? За да се докажеше, односно да се утврдеше до крај или да се докаже тоа, требаше постапката да си тече и судската постапка да даде одговор на повеќе прашања, меѓу кои и на оваа прашање. Доказите според вас? Така да, според доказите и комуникациите кои што тие ги устварувале
од 2010 година па до реализацијата на случајот, очигледно е дека они работели и собирали информации и правеле анализа за други цели. Кој е Муса Ламалари, човекот кој беше оџа, можеби соработник на британските служби и човек кој треба да заврши своја политичка кариера како марксист-ленинист на чело на одредена политичка партија? И каква е улогата на албанската диаспора во тој изборен резултат на Зоран Заев на 11 декември? Кој е Муса Ламалари? Па, Муса е роден во Скопје. За кого работи Муса? Муса работи за себе. Само за себе, сигурни И сте? за фамилијата. За некоја служба? Не, апсолутно не. Ова се видеоснимки од протестите Монструм 2014 година. На тие видеоснимки кои ќе ги презентираме почетни гледачи, вие јасно може да го видите господинот Муса Ламалари како се наоѓа тие први борбени редови. И тука се поставя прашањето дали тоа го прави само иницијативно или некој му има дадена таква задача. Police force, an army force here is against Albanian people who are from here, from this land. Овие снимки ги знаете, претпоставам. Овие снимки, Така? Овие се 2012 година протести за Монструм. да. Вие ги организиравте? 2012 јас не сум бил тука, сум бил во Лондон, јас ги поддржував. И ден денеска има стојат. протести И 2012, 2013, 2014. Само да ти кажам дека 2012 јас не сум бил тука, сум бил во Лондон. Од Лондон јас сум ги поддржувал сите протести кои се поврзани. Снимени сте, А ние 2014 ќе ве покажеме на А видео. 2014 јас сум бил тука и на првиот протест и на другиот. На другиот протест излегов да правам некаков ред со албанците што ги познав, да не дојде до некој судир. Кој ви рече да Не, никој, да се самиот вклучите себе. у Беше Рамазан, знам дека. Беше Рамазан, не сакав. Секој петок беше луѓето после Да, тоа да. Јас тоа немав намера да излегувам, али од таа првата демонстрација што беше, Вие бевте поранешен оџа. Да, бев поранешен оџа, ме знаат мене овде во Скопје, бев поранешен оџа. Бевте во Јаболчишта. И во Јаболчишта, и во Хаџи Јунус, и сум дел на исламската држава, и уште сум имам со дека. Сега победи СДСМ. Велат пари се носеле. Не знаме дека победи СДСМ, ќе земал сите гласи во село Јаболчишто или во тој крај на Македонија. Британските служби учествували во овие протести Монструм? Не, апсолутно не. Ги организирали? Не. Ви реколи да се појавите? Не, апсолутно не. Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете рекламите и се враќаме со втори дел на нашата емисија. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Coldmax. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Кардиопирин, гастрорезистентни таблети, се употребуваат за превенција од миокарден инфаркт, васкуларна тромбоза и од мозочен удар. Таблетите Кардиопирин ја намалуваат појавата на несакани гастроинтестинални дејства. Кардиопирин, чувар на вашето срце. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната ЦХ. Кој е агентот Силвер и каква е неговата улога во политичката криза во рамки на Република Македонија и кој е операцијата Фишинг и кој стои од тие странски структури во Република Македонија позади таа операција Фишинг, направење на одредена мрежа која на свој плек ја носеше шарената револуција. Кој е агентот Силвер? Можеме ли да кажеме кој е агентот Силвер? Немам информација за тоа. Но немате. дека работеле они за странски цели, работеле. Сигурно знаете кој е агентот Силвер. Не можам, немам конкретна информација, не би сакал сега да прejudicирам или да... Кој е Ѓорги Лазаревски? Тој беше второосомничен. А Ѓорги Лазаревски е човек кој што до 2006 година беше одговорен на пета управа, позната.
одговорен на системот за следење на комуникации и граѓаните на Република Македонија знаат дека и до 2006 година тие ги злоупотребуваа системите за следење на комуникации во услови кога имаше и уставна забрана за примена на такви средства и методи во работењето на Управата за безбедност и контразнавање. Веројатно штета е што сега овие случаеви не се истражни во 2006 година по промената на власта, но факт е дека луѓето биле внатре во системот на Управата за безбедност и контразнавање. Тој бил раководител на оваа организацијска единица и факт е дека останал да работи во рамките на оваа организацијска структура и после промената на власта во 2006 година. Билат неговата сопруга е вработена во Институтот за отворено општество хонорарно, или на проекти, како се нарекува сега популарно, некаде помеѓу 120 и 150 илјади евра во првичната варијанта, сега се вели дека месечно некој паушал, некој хонорар околу 3000 нешто евра добивало. Значи, гледате тука врската на Сорос, па Ѓорѓе Лазаревски, кој е главен оперативен десна рака на Верушевски, според некои информации во блиски роднински односи со еден многу познат банкар во Република Македонија, медиумите го пишува како агентот Хари Матахари, или со негови извештаи кои ги праќаше кога беше во мисијата на Македонија во Светската банка во ММФ, во рамки на Република Македонија против Перо Гошев тогаш и неговите посети во Вашингтон. Значи овој Лазаревски во блиски релации со него, значи таа мрежа има физиономија, има глава, има тело, има опашка, не е тоа туку така направена. Па тоа е мрежа која функционирала и која обстојала долги години во Министерството за внатрешни работи и веројатно е дека таа мрежа биле навистина фактор кој што наметнувале или креирале политики од дистанца или од внатре, од МВР. Граѓаните се сеќаваат на големото на аферата, тие беа практично креатори тогаш и на оваа афера. Меѓутоа, во контекст на прашањето за сопругата на Ѓорѓе Лазаревски, ние во предистражната постапка и во истражната постапка, во комуникација и во координација со јавното обвинителство, направивме напори за профилирање, за финансиско профилирање, односно утврдување на причините и мотивите зашто тоа го правеле или што била причината да отпочната на таква, пак ќе кажам, разузнавачка субверзивна активност однатре, да собирате информации или да следите комуникации, да ги анализирате и да ги доставувате надвор од Министерството за внатрешни работи. Во тој контекст, значи, се сеќавам дека утврдивме дека неговата сопруга некаде од 2002 година има ангажман во Сорос, да, во Сорос и дека во контекст на тој ангажман некаде повеќе од 200.000 евра имат заработено пари. Тоа се официјални податоци. Тие не ни прекинале всушност. Апсолутно не прекинале. Значи нем овде гранична некоја димензија 2009-2010 некоја гранична. Тука па видете сега временска зона. Значи тие луѓе всушност цело време се оперативни. Тие луѓе се цело време оперативни и за жал внатре во системот се. Ето што вика во последното интервју амбасадорот Герет, треба да се ослободи Македонија од тоа заробување што е било случајно изминатите 10 години. Ете, тоа се тешки. Па тука се сложувам. Тоа се тешки квалификации, па ја велам, затоа јесте дали вие претпоставили или само колега? Јас пријател. И не дека ми е пријател, јас никогаш не сум се сретнал со господинот Герет, а со заменик амбасадорот сум се сретнал еднаш. Се смета дека тој со кој се сретнале вие учествувал во она операција фишинг во Македонија, тоа операција на врбување и направење на мрежа која ќе биде искористена за протести против владата и за шарена револуција. Во центарот на таа операција е агентот Силвер, во Македонија знаат кој е агентот Силвер, тој што го ослободија, која беше формирана САЈО првично. Значи има кафичи 5 до 7 пикирани во Дебар Мало, тој е стројниот центар на Скопје, еден е джез клуб, еден е кафич со одредено излетничко име. Значи се оди на мрежата останато Сојуз на комунисти со помош на господинот Силвер, значи USAID, Сорос, 4 пленуми, Скопје, Битола, Охрид, тоа све иде преку британската структура и МИ-6. Тоа е фишинг операцијата направена. Да, се смешкате. Не гледам, се смешкате фино вие. Да, фино се смешкате. Ова добро приказна, разбираш за некој трилер. Ние гледаме и читаме книги на бивши британски агенти. Британската влада секогаш била пријателска настроена кон Република Македонија. И во 2001-та британската влада беше настроена пријателски
кон Република Македонија. Им помогнеше на структурите на полицијата и на војната на Република Македонија. Да, и ги носеше. Затоа што тие не можа, тоа е нешто друго. Да, и ги носеше политичките партии од Македонија, албанските, со помош на британските структури во рамки на ОПСЕ. Истата ОПСЕ која сега вклучена во изборите, организација на изборите. Секогаш Велика Британија. И ги носеше на средба Велика Британија, владата на Велика Британија била настроена пријателски кон Македонија. Тоа го знаат сите, го знаат и политичарите, и бизнисмените што работат овде и се. Добро, имате ли логичен одговор? Катица Јанева се наоѓа на двете листи, на ВМРО и на СДСМ. Сигурно не е на листата на ДП или на листата на ДУИ. Од тие 5 играчи, од кај што се избира идниот прав човек на специјалното јавно обвинителство. Значи, некој во структурата на ВМРО е платен, купен или е насочен од страна на овие структури за да ја стави Катица Јанева на таа листа. Значи, видите кој систем е направен. Видите, луѓето кои судат во управниот суд, јас мислам дека некој седи таму у Бонстил. Има огромен некој монитор, таму некој хамер, па таму црта кој со кого е, каде, што е, на кого му тежи гласот кога станува збор за судските реформи или на судските кадровски решенија, на кого му тежи гласот за јавно обвинителство, на кого му тежи гласот за ова или за она. Значи, Катица Јанева не може од Господ да падне да се најде на две листи. Значи, некој си е одработен, некој странските, во наводници, нели пежоративно што се кажуваат, странските служби, си ги има одработено. Таа работа не е така падната. Јас морам да кажам дека, бидејќи, јас прво потекнам од Струмица, ги знам приликите во Струмичкиот регион, во Гевгелија, и јас бев разочаран, да ви кажам, со изборот на Катица Јанева и не бев оптимиста дека ќе имаме квалитативно персонално решение. Гонета ли е кривично Катица Јанева? Како? Прекршечно. Кривично, прекршечно, дали е гонета во изминатите 20 години Катица Јанева? Па не сум се занимавал со тоа прашање и не знам дали е гонета, меѓутоа надлежноста на Катица Јанева, незиниот татко. Надлежноста на обвинителството во Гевгелија е многу ограничена, така да од тука беше и мојата разочараност или мојот песимизам дека нити има личен интегритет, нити има професионален интегритет, нити капацитет да се справи со една таква сложена ситуација. Го покриваше ли ВМРО сопругот на Катица Јанева, покојниот сопруг, за одредени незаконски активности? Не би сакал сега да зборам за покојните. Знам дека работел во Царина, меѓутоа поконкретни информации немам, навистина не би сакал да шпекулирам со тоа. Бившиот премиер Никола Груевски во последното интервју за Дневник вели: од информациите со кои располага, тој имал, мисли на Сорос, личен ангажман во крупни операции поврзани за подготовка на кризата во Македонија. За таа цел, вели, за таа цел, значи подготовка на таа криза во Македонија, има остварено средби, разговори со работка со премиер на земја членка на НАТО, предпоставувам западно од нас, можеби да Италија, и што е клучно, со една земја која веќе не е членка на НАТО или земја која не е членка на ЕУ. Таа земја која не е членка на ЕУ, ние сите помислевме дека може да е Албанија, дека може да е Косово и така натаму, но сите заборавивме дека после Брекзитот и Велика Британија не е членка на ЕУ. Можеби Сорос остварил со британскиот премиер и работел на кризата во Македонија. Ево, бившиот премиер го кажа, знаете, не го кажа. Знаеш што, Васко, кога зборуваме за господинот Сорос, господинот Сорос давал многу придонесеше овде во оваа држава, даваше многу пари, и повеќе од 20 години дава пари овде на некој институт. Да, гледаме дека дава. Им давал пари и на ВМРО, и на СДСМ, и на некој мали... Ма господина Муса, не е поентата дал давал на сите пари. Али Сорос да има, да е поврзан со британска владата, не е точно. Па сега сели центарот во Лондон. И преку Лондон, како победи Трамп во Америка, преку Лондон ќе одат сите операции насочени против Македонија. И одеднаш британскиот амбасадор излага прва борбена линија, го немаше години и пол дена. Британскиот амбасадор, јас го читав тоа што го рекол он, и јас тука се сложувам со него, не само ја, и ти се сложуваш, и сите ние се сложуваме дека Македонија не може вака, како што е денеска. Треба да се ослободи од тоа што е партиско, ме разбираш, да имаме институции добри за да одеме напред.
Дел од тие структури кои се сега срцевината на партијата БЕСА, прв пат пред очите на македонската јавност се појават на оние протести 2012 година поврзани со Монструм, па подоцна повторно се појават на протестите за Монструм 2014 година, по рушењето на споменикот на цар Душан во срцето на Скопје, таму се појава господинот Африм Гаши, па подоцна се појават околу поддршката на тоа што случуваше во диво населје, се појават преку одредени невладени организации кои се финансирани со одредени саудиски, катарски пари. Например, 2010 година во еден ден на сметката на одредена невладена организација, многу блиска до партијата БЕСА, легна некаде околу 4 милиони американски долари. Тоа е одредена структура која е многу опасна, која е во одредена експанзија и тука значи е клучната битка кој кого ќе испрати во политичка пензија, дали БЕСА ДУИ или ДУИ ќе успее да испрати БЕСА одредена политичка пензија или на историјата или на боништето на политичката сцена. Дали британските структури во Република Македонија се вклучени во она операција фишинг, која е спроведена последните 2 години, операција на селектирање, детектирање на одредени играчи преку која прават мрежата на шарена револуција или мрежата условно речено на урбано делување, кој е, ајде да речеме, супорт, поддршка на шарената револуција? Па мрежата на шарена револуција, веројатно контурите на таа мрежа ќе ја видите преку невладените организации пред се, кои се финансирани преку Сорос, преку Отворено општество и самата конекција на луѓето кои беа инволвирани во тие протести или кои ги водеа протестите и нивните конекции со првите луѓе во Социјалдемократскиот сојуз, се гледа дека тоа било координирана работа и не е тоа како да ви кажам, нешто што било спонтано или што било нешто граѓанско и така натаму. Така да они одат на многу јасно дефинирана мрежа и структура. Например, се користат одредени структури. Не мора да се родителите, може да се синовите или внуците на поранешните членови на Сојузот на комунисти. Сега ребрандирани како одредени анархолиберални структури, но одредени уметници, глумци, новинари, марксисти, ЛГБТ заедница, значи урбани профили кои се многу активни на социјалните мрежи, на Твитер, на Фејсбук. 5 до 7 кафичи дневно се поминувани во Дебар Мало. Агентот Силвер, што вие велихте не го знаете, вклучен активно во целата тоа работа. Направени 4 пленуми. Делувано Битола, делувано Охрид, делувано Скопје, значи одредени саботажи на системот. Безбедности саботажи се удира на 3 точки, значи на економија, на одбрана и ред и поредок преку овие нивни делувања. Значи, тоа е таа операција фишинг која прават британските структури во рамки на Република Македонија. Многу сериозна операција. Британците кога ќе фатат нешто, тоа веројатно најсериозно го прават, многу посериозно од русите од американците. Па ќе бидеме наивни ако не кажеме дека навистина е во прашање одредена стратегија или концепт или концепција во делувањето, организација која претпоставува нели организацијска структура, која претпоставува финансиски аспекти и така натаму, така да наивно би било ако кажеме дека не е тоа резултат или последица на некоја стратегија или концепција во планирањето на таквите активности, но како и да е, делувањето е неспорно, областите кои што ги спомнавте и самите се неспорни и се гледа дека всушност се работи за одредено сценарио, меѓутоа идеолошката компонента е апсолутно неспорна тука што ја спомнавте и вие од една страна, од друга страна потврда на поврзаност и испреплетеноста на раководството на Социјалдемократскиот сојуз со одредени субјекти или лица во рамките на тие невладени организации или субјекти кои што беа вклучени во протестите е неспорна. Има ли поголема потврда на тоа еден број од овие најистурени играчи да бидат кандидати за пратеници и да бидат сега пратеници во македонскиот парламент? Дали после Турција прв пат на дело во една држава во Република Македонија делува заедно Сорос и муслиманскиот Сорос или Фатула Гюлен. Сорос и муслиманскиот Сорос, Фатула Гюлен, функционираат заеднички во Македонија. Сорос. А каде ги имаш тие информации? Па, Кога се гледа. Еве, што мислите? Чекај, кога се отворени овие школи овде, чекај да ти кажам јас тебе. Што мислите вие за БЕСА? За БЕСА јас мислам дека се луѓе тука што мислат дека може да прават нешто, да земат некој кулјац од владата. Тоа. Се финансирани од муслиманскиот Сорос? Јас не можам да кажам зашто ако кажам дека јас никогаш не сум ги обвинувал тие дека се земат пари или од Турска или од Сорос, зашто тоа треба да го знае господинот Груевски. Он беше премиер. Ако сум, чекај. Ако сум јас премиер на влада на Република Македонија, има да дознам до 1 цент што има да влегува во оваа држава. Антената на БЕСА е према Приштина, према Тирана или према Анкара?
Или према структури во Анкара, да бидам попрецизен, кои имат линкови со Америка. Па јас не можам да кажам за нив ништо, зашто за овие работи треба да ги прашаме нив. Али идеолошки јас со нив не се сложувам со многу работи, али тие се нешто ново сега во Македонија. Тоа многу луѓе од Беста не сте добри односи. Не сте им дозволиле да бидат дел од исламска верска заедница на почетокот на 90-тите години. Тоа не сите, некои од тие структури кога сакаат да влега во исламската верска заедница, ние не ги пуштевме. Сакаат да радикализират. Тоа не да радикализират. Радикална исламистичка структура. На пример, јас сум студирал вера, сум завршил средно верско школо, па сум отишол во Египет, во Каир, да дојде некој што читал една книга да ми каже мене што е вера. И да ја инструментализира верата за политички цели, тоа никогаш нема да го дозволувам. Ни јас, ни исламската верска заедница. Нова транша од Сорос е вклучена или вбризгана во македонското општество, некаде под 10 милиони евра. Значи, дека ова се случува, ова демонтирање на Сорос, овој конфликт на глобално ниво, на две мокни структури кои беа манифестирани на изборите во Америка, тоа е на крупна утакмица, крупна игра, значи крупен конфликт. Так. Значи светот ќе биде различен. Меѓутоа, и додека трае тој крупен конфликт во Македонија некаде под 10 милиони евра се пари вбризгани од Сорос, од USAID, американски пари, повторно во овие проекти. Па ги слушнав овие информации, практично тоа е пред да се случат изборите во Соединените Американски држави. Тоа одлучено се парите бризгани пред 10 дена. Апсолутно, бризгани се, ама пак ќе кажем, ова прашање на вистина заслужува многу сериозно внимание или бара многу сериозен Тие се многу пари за Македонија. Пристап, аналитички, систематски пристап во проучување, во истражување на сите тие аспекти. И пак ќе кажам, не треба да бидеме наивни, да гледаме само идеолошка компонента од тие тенденции. Што треба да гледаме? Што по вас беше клучната цел? По мене, зашто би ги исклучили, да кажеме, коруптивните аспекти на овие финансии? Зашто би ги исклучили? Аспекти на Сорос? Па, генерално. И на Сорос, и на субјекти. Што би добили од Македонија, например? Зошто им е битно Македонија? Значи, само по себе, нели, спомнавте, практично, веќе ни еден проблем нити е локален, нити национален. И треба да се гледа како глобални проблеми. И сега слушате и самите, или гледаме и самите, и граѓаните на Република Македонија гледаат дека се отвараат темите во Соединените Американски држави, се отвараат темите во врска со Сорос во Полска, во Чешка, во Словачка, во Унгарија. Значи проблемот нити е локален, нити е национален. Значи он ги нуди своите услуги на Хилари Клинтон, вели ако вие не сте во состојба, може да и користите моите мрежи. Прашањето е дали тоа е мотивирано само идеолошки. Јас не би сакал да бидам наивен, да верувам дека само тоа е идеолошка компонента или предзнак. За големи пари станува збор? А јас пак ќе се повторам, значи тоа се проценки не само, тоа се и меѓународни проценки, дека недржавни субјекти како невладини организации или мултинационални компании ќе стануваат или се веќе толку моќни кои што вршат влијание, глобални влијанија врз влади, врз држави. Посебно нови траси кои се клучни. И на крај, крајната цел не е идеологија, крајната цел е интерес. Парите. По мене е интерес апсолутно. Дали Муса Ламалари работеше на проект за зголемување изборното конто на Зоран Заев и колку гласови албанската диаспора му донесе на Зоран Заев на изборите на 11 декември? Колку гласови му донесовте на Заев, вие лично? Јас лично? Да. Јас господинот Заев го ценам. Добро, тоа знаеме. И тоа што сум го рекол, дека во некој средини господинот Заев се гледа како спасител и така испадна. И колку гласови му донесовте? Па јас не рекам дека јас не можам зашто ние не излеговме на избори. Добро, вие носевте камиони, автобуси. Не, апсолутно. Да носевме ние. Да имавме договор со господинот Зоран Заев. Колку ќе му донесевте? Че победеше, че имаше повеќе од 6 пратеници. Па нели таму автобуси беа застанувани? Еве сега им велам јас на ВМРО-овците. Ако сакаат тие нови избори дека албанците нема да гласат за господинот Заев, ако сака таква игра, нека го проба. Мислите дека албанците повеќе гласат за Повеќе. Повеќе ќе гласат. Па тога СДСМ нема да биде СДСМ, ќе биде ЛДСМ. Ќе биде албанска партија. Ќе биде ЛДСМ. Албанска политичка партија. Еве на пример таа интересна теза која кажувате дека албанците гласаат или сакаат да гласаат за СДСМ. И знаете ли резултатите од изборите во Берн?
Таму е најголемата албанска диаспора. Вие сте представник на, вие сте представник да, на јас сум, албанската диаспора. Чекај, Еве на пример, имаш погрешни информации. Еве на пример албанската диаспора не учествуваше во овие избори зашто имаше став дека не се фер, не се демократски и не ги исполнуваат условите. Господине Муса, во Берн, ВМРО ДПМН освојува 281 глас. СДСМ 174. ДУИ 367. Значи, ако албанците го сакат СДСМ, зошто во Берн и во Швајцарија си гласа за ДУИ, не за СДСМ. За СДСМ гласа албанци кои контингенти им ги носат. Или командантите кои се уцените, или овие вахабистички структури, или одредени криминални банди на кои им беше ветено дека ќе им бидат скинати кривичните и пријави. Тоа го знаете. Имам луѓе што ми се јавија дека ДУИ сака овој човек да го прави ка пратеник на диаспората. Ние сега не можеме да ги тераме луѓето кој за кого треба да гласа, али во целина албанската диаспора имаше став дека овие избори што беа во Македонија, за нас што живееме и во странство и доаѓаме тука, не беа фер, демократски, немаше кој знае какви услови. Овие избори беа под притисок, чекај да ти кажам, под притисок. Колку долго се работеше на процес и на проект за реструктурирање или за уништување на партијата ДУИ, бидејќи де факто преку уништување на партијата ДУИ се текуваше на владината коалиција и на симнување на Никола Груевски ВМРО ДПМН од власта во Република Македонија. Ние го имавме диво населје пред 2 години. Па, ако гледате така во поширок контекст, ништо не е случајно. Значи имате јас ќе се вратам пред диво населје. Имате 2014 година демонстрации кои што беа наводно организирани во врска со пресуда за случајот Монструм. Тоа се 2014 година, мислам дека беше јули месец. Албанската диаспора. Понатаму 2015 година ќе се сетите дека имаше демонстрации пред владата на Република Македонија. Зборам за насилни демонстрации. Не само пред владата, пред општина Чаир, пред седиштето на ДУИ во Чаир и седиштето на ДУИ во Мала Речица. После доаѓа диво населје. А после диво населје доаѓа шарена револуција, односно бегалска криза, шарена револуција, пржинска влада и така. Значи треба многу пошироко да се гледат работите и поширок контекст да се има во. На оние снимки, кога станува збор за тие протести насилни 2014 година, се гледа оној Муса Ламалари, кој вели дека Заев е спасител на Република Македонија и ги организира оние контингенти албански гласачи кои доаѓаат од Косово да гласат во Република Македонија. Значи ништо овде во Македонија не е случајно, па не случајноста. Тоа се прашања, тоа се теми кои јас се надевам еден ден и науката ќе даде одговор на овие прашања, бидејќи навистина бараат еден темелен пристап во истражувањето на овие појави и мора да се гледа во еден поширок контекст. Добро, хибридни војни ништо не е случајно. Ова се класични хибридни. Значи не може сега да имате вие протести пред влада, па после пред протестите пред влада, нели имаше кражба на оружје на Карула, беше нападната Карула една, па протести пред влада, па имате диво населје, па протести, па се сеќавате со конструкциите кога се сакаше да се создаде перцепција за криминализација, партизација на Министерството за внатрешни работи, па агендата која што се гураше дека се штампеле патни исправи, лични карти и така натаму, па на тоа се надоврза после за нив неочекувано аферата расклинкување на аферата Чауш, така многу пошироко треба се гледа на овие работи. Меѓутоа гледате таму кај што Чауш. Затоа што играчите се едни исти. Таму кај што Чауш можеше да делува, СДСМ победи. Рачиново. Базата на Чауш била секогаш Рачиново. Таму СДСМ го победи ДУИ. Во сите овие криминални гнезда, локации, пунктови, како што е, не знам, Кондово, како што е Сарај, како што е Грчец. Гледате, со овие наркобосови од Грчец, Заев се шеташе по Сарај и по таа општина. Мене не ми изненадува тоа. Сега од оваа временска дистанца, кога се навраќам јас на информациите, на сознанијата, на доказите за пројавувањето на Чауш и комуникацијата со луѓе од СДС, сосема ми е јасно дека или сега од оваа дистанца ми е апсолутно јасно и очекувано тоа што се случи. Тогаш веројатно не сме имале реална проценка за тоа што за информациите или за докази, не сме гледале во еден контекст поширок или сме ги гледале парцијално или фрагментарно во контекст на случајот Чауш. Меѓутоа јас точно се сеќавам дека имаше негови конекции и према Катар, и према Саудитска Арабија, и према
центри кои што се поврзани со финансирање на радикални структури во исламска верска заедница, неговите контакти со апсолутно. И практично неговите односно тезите, тврдењата негови за кои ние имавме информации и докази, најдовме и докази за тоа, значи не е само паушална информација, дека практично он му се нуди на Заев дека ќе му донесе многу гласови од албанската популација. И тоа се случи, тоа се потврди. Може да правиме разни политички анализи, меѓутоа ниту една политичка анализа не може да го собори фактот дека СДСМ победува во они бастиони на ДУИ, кај што претходно ДУИ победуваше или со командантите, или со представниците на криминалното милје, или со представниците на тој радикален ислам. Муса, колку долго работите на рушење на ДУИ? Бидејќи овај проект за рушење на ДУИ. Не, ДУИ има да се руши сам. Не, вие работите, не мислам вие. Цела структура работите на проект на рушење на ДУИ. Знаете ли зашо работите? Вие ќе ги гледате бројките. Паметни се луѓето и ги гледат бројките. Пред 2 години, 2014 година, на изборите ВМРО има 480.000 гласови, СДСМ има 280. Значи, по ниједна математика СДСМ не може да добие 200.000 гласови повеќе од македонците за да може да го стигне ВМРО. Кај ги наоѓа тие контингенти на гласови? Кај албанците, кај ромите, дел кај турците. Вие им помагате. Ако е политиката игра. Значи, вие им помагате. Ако е политиката игра. Сега и да има некој нов предлог да се измени овој изборниот закон, како се изборните единици вака како што се, треба да знае и ВМРО, и СДСМ дека албанците се клучни играчи во Македонија. И можат да прават пат позиција како го направија прошлата година со последните избори. Ќе менува ли се да сам името според вас? Ќе го менува ли се да сам името? Не треба, зашто тоа е настроена како левица, како социјалистичка, како социјалдемократска. Например, ЛДСМ на албански. Не. А му замерате ли, например... Не, јас Социјалдемократскиот сојуз се чудам кога велат дека е македонска политичка партија. Тоа е, како да кажем, беше отпоран од Сојузот на комунистите на Југославија, па го направија Социјалдемократскиот сојуз, тогаш имаше албанци во таа партија. Тоа е идеолошка партија. Така ја гледам. И добро, му замерате ли на Еди Рама, што учествуваше во оваа платформа, што ја подпиша 4 лидери на албанските политички партии? Кога зборуваме за Еди Рама е кинг. Знаеш што е кинг? Крал. Крал на 7 кралеви во Балканот. Така? И вие И е пријателски настроен кон Република Македонија. И добро. И ги респектира албанските гласови Еди Рама? Што мислите? Нормално дека има да ги респектира. Зашто? Добро. Со уставот на Албанија, тие имат треба да се залагат за албанците што се надвор од Албанија. Добро, прифаќам ово што кажете. Ако Еди Рама ги респектира албанските гласови во Македонија, зошто втората по сила албанска партија во Македонија, тоа е СДСМ, не е викнано на координација во Тирана? Тука е целата работа. Ако ги земаме некој работи што ги велаше господинот Заев пред изборната кампања, навистина Тирана беше настроена пријателски кон Република Македонија и секогаш Тирана велеше дека во Македонија треба да се почитува тоа рамковниот договор што е од 2001-та. Иначе, овие што отида тамо во Тирана и направи некоја платформа, тоа не е платформа на Еди Рама. И како не е платформа? Па јас го реков тоа дека, например, ајде да го земеме сега Беса. Чекај. Зоти Заевит, него вика на координација во Тирана, мислам. Тоа не е фер. И дека тоа е нереспектирање на албанските гласови во Македонија. Сепак Македонија е самостојна држава. Треба да ги знаме некои работи. Сега, зашто овие политички партии наши не ги знаат работите или ги знаат, али се прават наудрени дека не ги знаат? Колку црни пари се влезени во изборите во Македонија, од каде потекнува тие пари и кој све со помош на тие пари купуваше гласови на изборите на 11 декември. Колку според проценките се црни пари влезени? Нови избори. Имате ли некоја апроксимативна
бројка, проценка, колку би можеле црни пари, бидејќи, видите, ние постојано говориме прва изборна единица, шеста изборна единица, втора изборна единица, меѓутоа многу пари се вложени, трети, четврта изборна единица. Значи, ромските гласови се масовно купувани. Дел од турските гласови во четврта изборна единица се масовно купувани. Да речеме, некаде 2011 година, 2014 година, Дуј освојаше помеѓу 6 и 7.000 гласови во трета изборна единица. Одеднаш Дуј паѓа на 1000 гласови во трета изборна единица, а сите тие 6.000 гласови или разликата од 6.000 гласови завршат ке СДС. Велат тие болчиште, тие места со торби, со куфери со населе пари. Во Радовишке турците, во Демир Капија ке турците, значи тамо пара и пара е фрлено. Колку пари? Значи, немам јасна проценка да кажеме, или не би сакал да шпекулирам со одредени цифри или износи на пари, но факт е дека влегува и дека се фрлја многу пари. И точно добро ги лоцирате средините, тоа се социјално деградирани средини, тоа се ромската популација, тоа се граѓани на Република Македонија од различни националности кои се така социјално ранливи категории и тие практично беа на удар на тенденциите и на интенциите за корупција, за изборна корупција. И сега не зборам само врз основа на информации, бидејќи имавме и неколку случаи кои што ги процесиравме, кои што ја потврдуваат оваа теза. Вие влеговте Куманово. И Куманово направивте истрага во станот на началникот поранешен, донесен од Оливер Спасовски, и го пуштивте. Знаете, се однесувате, што ја знам, кој некој судија, треторазреден судија во некој фудбалски надпревар кој треба да биде изгубен. Влагате, све знаете, а никаков ефект немате, никакво процесуирање немате. Како МВР, како структура на МВР. Видите, Оливер Спасовски го криминализира министерството, носи криминални структури и ние не добиваме ниту една потврда, судска, истражна, било каква друга, па нека отврли Катиција, нема проблем, или нека отврли судството, меѓутоа нешто мораше да биде документирано. Ви се случува инженеринг, ви се случува изборен пуч, ви се случува фалсификување на изборите од масовни размери, гледате. Трансфери, таква преселба на гласови немало ни 6 и 7 век, кога народите се преселувале тука во Европа, од Азија во Европа. Значи овде имате трансфери на гласови по етничка основа, по секаква друга основа, а министерството се однесува како маж кој последен дознава за изневерата на својата жена и сопруга. Веројатно е привид или таков печаток се стекнува. Ние нашите активности не ги базираме или не се засновани на активности или действија кои ќе имаат само дневно политички цели. Значи нашите активности се насочени кон темелно и сериозно истражување на различни аспекти на криминални појави за кои имавме и информации и индикации. Во Куманово најдовте ли нешто? Нити е завршен. Овој случај што го спомнувате не е завршен. Значи се уште требаат активности, се уште требаат Тој држеше говор. Се уште требаат проверки. проверки. Вие го пуштате други ден, држи политички говор. Добро, тоа кажува за профилот на луѓето кои што беа инволвирани, односно кои што беа вградени во Министерството за внатрешни работи, преку кои требаше да се изврши департизација, деполитизација и декриминализација. Дали структури кои беа донесени во Министерството за внатрешни работи учествува во купување на гласови на овие избори, според вас? Според сите информации учествува и во вршење на притисок врз граѓани, врз припадници на полицијата и врз лица кои што беа зафаќени со коруптивни активности од партиски играчи. Кога Зоран Заев кажуваше дека ќе биде најсилна албанска партија во Република Македонија, се посмевавме со тие негови изјави. Кога Чаушот му ветуваше на Зоран Заев дека ќе му донесе 10.000 албански гласови, исто така се посмевавме со тие негови изјави, меѓутоа на крај се покаже дека тоа е проект на кој е работено долго време, најмалку 2 години. Дури на 2 пати или во 2 наврати ЦИА побара да бидат пролонгирани изборите, бидејќи не беше доволно подготвена. И ако не беа изборите на 11 декември, со еден таков тренд и со еден таков политички налет, финансиран и помогнат од ЦИА, пред да биде случајна промената во Белата куќа, тогаш јас претпоставувам, почитувани гледачи, дека резултатот ќе беше сосема поинаков и во корист на македонската опозиција. Че се да само победува во Шипковица, победува во Студеничани, победува во Рачиново, победува во Сарај, победува во Кондо, пасите. Тоа се бастиони на криминалот. Бастиони на одредени команданти кои се отцепени од власта на Кои се тие команданти? Нема команданти во Македонија. Не, командантите се во затвор. Командантите се во затвор. Не, во затвора Чаушот у затвор. Не. Останате му се личи дека Чауш не е командант. Чауш не е командант. Командантите командантите се во затвор или повеќете отидоа. Чаушот е командант лична карта или командант пасоши. Тоа е нешто. Кога зборуваме за криминалот, чекај.
Ако зборуваме за криминал, тоа е нешто друго. Значи сите криминални. Чекај, ако зборуваме криминал, знаеш кој го држи криминалот? И исламистички радикални структури. Нема. Гласал се да се Чаир, например. Не, апсолутно. Ама вие сте свесни. Значи пред ваши очи, пред мои очи, пред наши очи се свара бастиони радикални во Чаир. Апсолутно не. Јас ако зборувам за криминалот, има многу книги да ти кажам за криминалот. Господине Муса, зашто не сте фер? 2014 учествувате на протести, така? Да. Велите да ги држите под контрола. Да. Кои институции беа нападнати 2014? Владата на Република Македонија? Не беа, не. Да, владата на Република Македонија, седиштето, Не. седиштето на Дуи во Чаир, Општина Чаир и седиштето на Дуи во Мала Речица. Значи точно се гледа, се пикира, се гледа кои се целите на нападите. Чекај сега. 2014 после тоа дека не може да манипулира ни СДС, ни ВМРО, ни ДУИ со гневот на граѓаните на Република Македонија, зашто ние сите веруваме дека луѓето се невини во затвор со случајот Монструм. И како бе, господине Муса, све е манипулирано кога се албанците прашање? Како нешто не е манипулирано? Не велам. Ама видите, пописот манипулиран, Монструм манипулиран, ова манипулирано. Кој ти рекол? Чекај. Значи све проблематизирате. Јас зборувам сега за случајот Монструм. Јас ги гледам луѓето во очи како ти гледам тебе. Муса, ако има докази, по глава на жите, целиот случај и во правосудството и со законите беа изманипулирани. И сега, јас прашувам прашање, зашто господинот Заев не ја достави таа бомба прва, да ја знаеме целата вистина, како е целиот случај изман. Кога самиот, ако има некој доказ, нека го докажува, али не да профитира од тоа. Една мокна држава, една мокна амбасада, еден многу мокен амбасадор, многу присуден до пред еден месец на политичката сцена во Република Македонија, само една недела пред изборите на 11 декември до Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, посебно оној дел кој не е под контрола на тогашниот министер Оливер Спасовски, доставува тајна информација или безбедносно разузнавачка информација дека во Македонија се подготвува одредена терористичка операција. Поентата е многу јасна, почитувани гледачи. Требаше да се случат одредени апсења од типот на Келија 1, Келија 2 или да биде воспоставена нека нова борба против исламскиот радикализам, тоа да предизвика нови протести ала Монструм 2012 или 2014 година, дополнително да се сензитира и да се радикализира албанското или муслиманското јавно мнение во рамки на Република Македонија и тоа да предизвика зголемување дополнително на гласовите на албанците и на муслиманите на контото на СДСМ. Влего ли косовски пари многу нови избори? Вие ќе гледате, три структури беа, кога стана збор за тој процес за деструктурирање или рушење на ДУИ, бидејќи они се паметни луѓе, знаете, ги гледат бројките, 480.000 има ВМРО 2014, 280.000 има СДСМ. Со ниту еден контингент на македонски гласови не може да се намали таа разлика помеѓу ВМРО и помеѓу СДСМ. Останаат на располагање ромски, делумно турски и во најголем дел албански гласови. И тука го прават превратот. На три структури. Радикален ислам, тоа се случува Студеничани и Чаир, кои беа бази, кои беа упоришта на ДУИ. Одредени команданти кои се уценети, одредени криминални милија на кои им беше ветено дека им бидат кинати кривичните пријави. Значи тоа се структурите кои деструктурираат ДУИ. Има ли косовски пари? Има ли врски докази дека косовски криминални структури учествувале во избори и вршеле влијание врз македонски криминални структури? Имаме информации. Луѓе практично што беа инволвирани во организацијата на протестите, луѓе кои што беа инволвирани во кампањата на Социјалдемократскиот сојуз, апсолутно припаѓаат на овие криминални структури или потегнуваат од тоа криминално милје, така да според информациите влезени се и црни пари. Меѓутоа со една темелна и систематска истрага јас се надевам и сум оптимиста дека ќе се дадат одговори на многу прашања поврзани со изборни нерегуларности и со корупција при изборниот процес. Видите, они дури не кријат делови од стратегијата. Или всушност сакаат да ја користат како одреден крунски доказ во судската постапка за диво населje. Например, адвокатот Насер Руфи има интервју дадено за Маквас некаде пред 3-4 месеци отприлика, значи тоа е пред изборите во Република Македонија, кај што вели дека тактиката била да се заземи одредена територија, збориме за диво населje. Практично тука се работело за неколку улици, значи за неколку улици кои они би ги зазели во диво населje.
каде што би бил обезбеден терен да дојдат преговори или некој нов Охридски рамковен договор. Значи некој модел што бил во Кондово на времето од господинот Красничи направен, кај што има одредена контрола на одредена територија и тоа му возможно да преговара со македонски власти, тоа требало да биде направено дел насилие. Да бидат заземени неколку улици, да прогласат одредена слободна територија, некоја нова АНА, нова ОНА да се формира, да излезат со одредена пресконференција, со одреден проглас и да бидат нов Али Ахмети на местото на Али Ахмети. Значи они не ги кријат своите стратегии. Па не ги кријат, меѓутоа тоа е минимизирање криминалниот субстрат кој што беше кој што произлегуваше практично таа терористичка структура, таа терористичка групација и не се согласувам дека целите били така минималистички тамо да прогласат слободна територија во диво насилие и така натаму. Има многу поширока димензија нивните намери и идеи, меѓутоа беа пресретнати од решителна акција на Министерството за внатрешни работи. Но како и да е, нели бевме сведоци на сликањето после диво насилие тамо на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз и така натаму. Така да Господин Чавков, имавте ли на неколку дена пред изборите дојава од МОК на амбасада во Република Македонија, од МОК на амбасадор, дека се подготвува терористички акт во Република Македонија? Тоа било доставено до Министерството за внатрешни работи и предпоставам се очекувала реакција на Министерството за внатрешни работи на апсите одредени терористи, одредени муслимани, одредени исламисти и тоа да предизвика нови протести ала монструм кои би ја зголемиле квотата на албански или муслимански гласови на сметката на СДСМ. Имавте ли таква дојава? Пред изборите, односно пред изборниот процес, имаше информации дека има одредени и сега актуелни закани има за одредени терористички акти. Тогаш, ако се сеќавате, имаше и известување од Америчка амбасада кој што беше насочен према нивните државјани кои живеат или престојуваат во Република Македонија да избегнуваат средини каде што собираат граѓани така натаму. И сега некој сака да не убеди почитувани гледачи дека овие криминални структури од Рачиново или од Грчец гласале за правна држава Република Македонија, затоа не гласале за ДП и ДУИ, туку гласале за СДСМ. Или оние структури кои живеат во Танушевци, Малино Мало или Брест, гласале за СДСМ бидејќи се залагале за евроинтеграција во рамки на Република Македонија. И тоа е бландата која сега сака да не се продели како одредена шарена лага. Не, апсолутно тука станува збор за еден многу сериозен проект со многу пари и зад кои стојат одредени неформални, невладени или други политички структури кои делуваат надвор од матичните држави и кои сакале да постигнат не одредени идеолошки премиси, туку класични финансиски и безбедносни резултати на одреден простор на Балканот или во Југоисточна Европа. Со некој од амбасадорите во Македонија имате комуникација? Не. Исплашени се, ба ги гледам од ова, да не бидат открени во аферата Пуч дека не учествувале во таа афера. Што е тој Пуч? И пристушкување. Што е тој Пуч? Пуч овој со аферата тука во Македонија со Заев? Да. Не, со пристушкување. Пристушкување? Заев е само дел, камче од целиот тој случај. Јас кога сум отишол во Лондон 2000 година, овие пристушкување сега знаеш како е светот? Знаеш како е Лондон? Лондон во центиметар се гледа во CCTV во камера, ме разбираш? Овие што беа во власта овде, во Македонија, мислеле дека само тие може да ги користат тие работи. Господине Муса, вие сте интелигентен човек. Може ли да има афера со пристушкување, кај што власта сама се пристушкува, а не ја пристушкува опозицијата? Јас не велам дека власта... А да не се странци што пристушкувале? Која е Македонија да пристушкува странци? Очигледно дека е, не, очигледно дека е. Толку пари, енергија, ни Македонија, ни Македонија. Да се дестабилизира Македонија, очигледно дека им била важна. Не. Знаеш кога има да биде на линија на огнот Македонија? Ако ние тука нема да ги решиме проблемите сами. Тогаш ќе биде резистно. Проектот за рушење на ДУИ се работи на него веќе неколку години. Веќе се гледа ефектот на тој проект, гласовите на ДУИ се преполовени и понатаму нели се делува на ДУИ од исти центри, од исти структури. Значи како е возможно ДУИ да изгуби во нивните упоришта? Чаир, Рачиново, Сарај и така натаму. Кој има работено на тој проект? Кој всушност го рушеше ДУИ, а на тој начин всушност сакаше да предизвика некоја пат
позиција во рамки на Република Македонија, да биде формирана некоја широка влада, да се продолжи тој процес на дестабилизација на Република Македонија. Веројатно се работи за поширок проект или за стратегија, бидејќи лидерот на Социјалдемократскиот сојуз никогаш не го ни криел тоа. Тоест, отвореност со неговите сопартици или неговите сопартици кои се на високи позиции во секојдневната комуникација со граѓаните на Република Македонија или со нивни пријатели кажуваат дека се дел од еден проект или дека се дел од голем проект. Така да во тој контекст јас ќе кажам дека ако ги анализираме сега сите аспекти или сите информации кои ги имавме и во минатото, поврзано со чаош, поврзано со криминални групи кои што се инволвирани во меѓународен шверц со дрога и така натаму, бизнис структури кои што имаат да кажеме сумнително потекло на одредени финансиски на одредени финансии во нивните бизниси, отворено се ставиат во функција на изборните процеси, тоа го гледавме ние и практично резултатот е тоа што излезе после избори. Видите, ако ја прифатиме тезата дека албанците ја сакале политиката на СДСМ, иако ми е тешко да претпоставам дека луѓе кои живеат во Шипковица или не знам во Танушевци или во Малино Мало или во Брест, всушност се незадоволни од процесите на евроинтеграција, па гласа за друга политичка опција. Меѓутоа треба да прифатиме дека е тоа така. Гледате, на пример во Берн, каде што е седиштето на таа албанска диаспора, на изборите во Берн, ВМРО освоја 281 глас, СДСМ 174 и ДУИ 367. Значи тамо кај што нема команданти, кај што нема радикален ислам, кај што нема криминални кланови, ДУИ си победува во однос на СДСМ. Нели Заев имаше она легендарна посета на Берн, кај што е ветуваше она федерализација. Вамо кај што се главни криминалците, кај што се главни командантите, кај што се главни овие исламисти во Чајрево, Студеничани и така натаму, тамо победува СДСМ. Значи тоа не може да биде преку ног направа. Значи, некој е имал сериозна стратегија и сериозна... При тоа не мислам дека Заев имал сериозна стратегија. Заев е избран како параван кој треба да покрие одредени процеси. Некој друг имал сериозна стратегија. Која била крајната цел? Тоа цело време се обидам да ви го поставам ко прашање. Сега крајната цел. Крајната цел веројатно е сосема различен распоред на политичката сцена во Република Македонија од страна на помеѓу политичките субјекти. Меѓутоа, нити македонскиот народ, нити граѓаните на Република Македонија од албанска националност не може да бидат потценети со никакви стратегии, со никакви концепти. Јас сум сигурен дека и тој, не го исклучувам фактот дека е работено претходно или дека е работено подолг временски период, но ова што се случи сега, јас сум сигурен дека ќе биде со краток рок на траење. Добро, и два пати се бараше пролонгирање на изборите. Не велиме Заев барал пролонгирање на изборите. Јас сметам дека Ција барала пролонгирање на изборите, бидејќи не била подготвена да го направи тој инженеринг што требаше да го направи. Па дури 11 декември им беше малце пребрзо. Да останеш уште 1 или 2 месеци како беа во налет, веројатно Ција ќе победеше, односно структурата подржана од Ција на овие избори. Не сакам да шпекулирам кој стоел зад овој инженеринг. Факт е дека имаше инженеринг, факт е дека се дава аргументи кои што со тек на време беа разобличувани или се виде дека не се аргументи за одлагање на изборите, кои што беа посочени од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа беше со избирачки список, имаше со медиуми, имаше не знам други некои аргументи, меѓутоа се виде дека тоа е само параван за одлагање на изборите. Зашто се одлага изборите толку? Веројатно заради соодветни проценки за евентуален успех. Цоне Муса, ако Груевски формира влада, ќе протестирате? Ако Груевски? Да. Мислиш дека има да прави Груевски влада? Не, спрашувам, ако формира Груевски влада, не може Груевски дали ќе Јас протестирате? мене ми е тешко. Мене ми е тешко за него, али не баш тешко, зашто он утнал многу работи. Утнал. С 10 години беше во власта, му ги достави многу работи на господин Талиамети, без да праша како живеат граѓаните на Република Македонија, без оглед дали се албанци или турци или било што. Формира ВМРО и Груевски влада, ќе протестирате ли? Јас, дали има да... Не. Нема да протестирате? Не. Што ќе прават албанците? Што ќе прават Јас не албанците? можам што ќе прават албанците, зашто имат тие политички партии. Ако правам јас политичка партија, тогаш знам што да има да ќе правите политичка партија? Мисламе дека треба да има. Како ќе се вика таа политичка партија? Па, мислам дека има да се вика социјалистичка партија. Марксист-ленинист.
од Оджа до Марсистини. Не, тоа точно, не тоа. Ке му го земите лебот на Али Ахмети? Не, Али Ахмети не е социјалист. Не, апсолутно не. Овие марксисти ли истина ли се кичмата на се Не, точно. Не, ние имаме да имаме. Не може тоа ден врхоџа да се оделите, тоа е, значи тоа е. Ние има да направиме некоја партија што е како ген ви е тоа. Ние има да правиме некоја партија што е настроена со тоа што е левица, за да биде добри за сите. Кратко и јасно. Влијае многу, влијае малку или влијае епте многу на изборите во Република Македонија, тие странски пари и странски замешателства? Очигледно е една работа. Недвосмислено било јасно дека ВМРО ДПМН има гласачка структура која горе-доле е константна и сега се покажа тоа. Ние практично ги освоивме гласовите што ги имавме при последните избори во 2014 година. Нема отстапување и веројатно во таа стратегија или во таа концепција тоа било јасно и затоа насочувањето било во друг правец, во средини каде што може да се влијае и да се делува. Меѓутоа и влијанието и делувањето е и организацијски и финансиски. Албанците, например, па и србите, па и хрватите во минатото имаа одредена стратегија дека се толку силни колку што може да предизвикат проблеми. Ако овие структури кои се уште финансиски мокни, зборам тука во Република Македонија, бидејќи дадени им се пред 10 дена нови, нешто под 10 милиони евра, ако тие примена таа филозофија дека се толку силни колку што може да предизвикат проблеми, очекувате ли да почнат да предизвикуваат проблеми? Па сосема е разумно да се очекува дека можно е во зависност од тоа како се одвиваат работите сега со составување на влада. За мене е очекувано да има одредени проблеми, затоа што овие невладини организации или пенетрирањето на финансиски средства од надвор не било така паушално или случајно. И затоа викам дека е неминовно потребно да се смогнат сили и сериозно институциите на системот да почнат да се занимаваат со истражување на тие аспекти. Затоа што, пак ќе повторам, не треба да бидеме наивни дека дека позадината на тие тенденции или на тие интенции се само идеолошки. Значи, финансиските аспекти мора да се истражуваат во контекст на политичките состојби и во контекст на изборниот процес. Ако не ги истражуваме овие аспекти или овие состојби, ако не почне процес на истражување, јас сум сигурен дека на долг рок ќе имаме и такако проблеми. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија, останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Ве вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Coldmax. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идната недела во истото време. Пријатна вечер, Македонија, каде и да си.